Наместо најавен фискален ефект, новата даночна мерка на владата само ќе ги научи субјектите да бидат даночни непослушници и ќе ја стимулира сивата економија. Успешните владата ги нарекува богати и како да сака да ги казни да одат напред, сметаат од бизнес заедницата. Оттаму велат дека владините службеници не сакаат да се откажат од непотребните административни трошоци што го оптоваруваат буџетот, а сака да ги оптовари оние кои се поуспешни во работата. Секој паметен човек сега има интерес легално да работи. Ако го воведат прогресивниот данок, потоа секој човек ќе има интерес нелегално да работи. А тука најмногу губат и луѓето и државата. Државата со овој закон како да сака да го стимулира сивата економија, криењето на данок и така натаму. Прво е многу неправеден прогресивниот данок во однос на рамниот данок. Рамниот данок им дава еднакви шанси на сите. И во рамниот данок тебе те стимулира да бидеш прогресивен. Те стимулира системот да бидете амбициозен и да успевате во животот. Прогресивниот данок вам ве стимулира да останете просечни. Веројатно, авторот предлагачот на прогресивниот данок, веројатно не разбира економска филозофија. Веројатно има некоја лична фрустрација кон успешните луѓе и веројатно сака да направи една квази урамниловка како во времето на Никита Хрушчов. Владините аргументи дека со прогресивниот данок ќе се добијат средства што ќе се пренасочат кон сиромашните и ќе се крене нивниот економски стандард се чист популизам, бидејќи контрааргументот укажува на тоа дека ќе бидат дестимулирани бизнисите во развој, креативните поединци, експертите што се движечка сила во креирање на економската клима. Вака грубо поставено прогресирање нема да ги даде ефектите ниту во социјален, ниту во фискален ефект. Ако сака власт, владечката партија, да направи, да им ја олесни состојбата на социјалните случаи и да вистина да формира средна класа, како што се декларираше пред изборите, тогаш треба да осмисли друг концепт кој што го има на Запад, со бројни и олеснувања. Не само она што го имаме ние општо изземање за сите граѓани на Република Македонија од данокот на доход, кое што за оваа година е на годишно ниво околу 90.000 или месечно околу 7.500 денари олеснување на данокот, туку треба да го дизајнира посложено. Таа треба сега да работи на зајакнување и формирање на средната класа. Сега средна класа, ако се 2% во Република Македонија, тоа не е целта. Наместо IT индустријата или прогресивните растечки индустрии да бидат поттикнати и да отвараат нови работни места, па социјално загрозените да бидат во можност да заработат преку вработувањата, тие евентуално би добиле социјална помош, чиј износ не може да задоволи никакви екзистенцијални потреби. Да, и во другите земји има прогресивен данок, но има и земји каде што нема прогресивен данок, прво и основно е најлогичниот начин на размислување. Вториот момент е и во тие земји каде што има прогресивен данок, која е горната граница на луксус. И вториот момент кој што треба да се запрашаме, зашто тие земји во Европската Унија толку многу бараат кадри од нашите земји кои што се нели така наречени emerging markets или маркет во развој. Затоа што нашите луѓе им се поевтини и кога ќе отидат таму и во услови на такво функционирање они се под горната граница на луксус. Така да и тие луѓе таму заради таков данок си бараат вакво решение. И со што се соочуваме ние како една земја, повторно со brain drain, односно повторно со луѓе кои што ќе заминат. Останува отворено и прашањето, која е гаранцијата дека и дополнителниот даночен доход ќе биде наменет токму за тоа за што најавува владата, а нема истиот да послужи за хранење на државниот апарат.